Добар ден на сите, мирдитаче џидве, че е никту сот. Едно нешто, ке го зборувам на македонски премиер. Сам ке се преведувам умеѓу време. И ја ќе бидам многу краток. Мислам дека ова беше, предпоставам, најдоброто предавање што го имавте во школата во последниве 3 дена. И тоа од самиот премиер, на кој што ви му се заблагодарил многу што прифати да учествува денеска и да ги додели сертификатите на учесниците на овогодинешната школа. Премиерот, тоа што го кажа, јас го подпишувам со двете раце и се согласувам целосно со целиот негов говор. И он говори од гледна точка на човек кој што директно учествувал и во 2001 година и од 2001 година па се до денес преземајќи одговорност. Може би повеќето од вас не знаете, но таткото на премиерот беше градоначалник на Куманово во 2001 година. И единствениот лидер своевремено, кој што со свој пример кажа, докажа, покажа пред сите како е да се гради соживот и како е да се гради мир, и беше пример кој што беше земен како добар пример од страна и на САД, и на Европската Унија, и покажа, беше предвестник за Охридскиот рамковен договор. Така да од негово лично искуство, семејно искуство, мислам дека најдобро извира зборовите, надвор од пишаниот говор. Јас само две технички работи би ги кажал, премиере. Првата е тоа што го објаснувам зошто пристапивме кон ваков начин на одбележување на Охридскиот рамковен договор. Пред 2 дена на плоштадот Скендербег во Скопје имаше илјадници луѓе, поголем собир немало досега. А исто така, среде лето да имате 80 апликанти за млада школа за лидери, не е лесно. Каде што гледам по сите школи има 15, 20, 30 луѓе кои што учествуваат. И поентата позади ова одбележување беше дека повеќе од нив не биле ни родени кога е потпишан Охридскиот рамковен договор. Тие што се денеска 16, 17, 25, па дури и 30 години, да речам, многу малку или воопшто не знаат за Охридскиот рамковен договор. И дизајниравме настани кои што би биле атрактивни за младите, на кои што они би посакале да учествуваат и на тој начин да научат околу вредностите на Охридскиот рамковен договор. И затоа се такви активностите, фестивал и школа за млади лидери, да им долови на младите, да им ги долови сите вредности на Охридскиот рамковен договор, за да не се повтори, туку да градиме врз тоа што го изградивме после Охридскиот рамковен договор, после 13 август 2001 година, а тоа е денеска кохезивно општество, еднакво општество, интегрирано во НАТО, кое што преговара за членство во Европската Унија. Вториот концепт што сакам исто така технички е во програмата на владата, и затоа го нарековме Peace Forum Dialogue, за да биде сличен со Преспа Forum Dialogue, за да се спојат двата концепти во едно, затоа што, како што кажа и самиот премиер, без Охридски немаше да има Преспански, без Преспански немаше да има добрососедски, без добрососедски немаше да има Европска Унија за нашата држава. И сакаме да ги споиме сите три, заедно со заокружувањето на тие три процеси и членството во Европската Унија, во една заедничка конференција и настан кој што би го организирале ние како држава, владата, затоа што гордо можеме да се представиме пред светот со успешни мировни договори и добрососедски договори кои што ни обезбедија кохезивно општество, интегрирање во НАТО и членство во Европската Унија, и служиме како пример не само во регионот, туку и во целиот свет. Тоа е идејата и се надевам дека од следната година или од годината потоа сите ќе ги споиме во еден голем настан каде што државата ќе го спонзоризира и ќе го организира цел тој настан. Уњу фајмдерој шум, џид веќе ќе немаат пиес, ви се заблагодарувам на сите што сте учествувале, ви честитам и се надевам ќе се видиме и на следни настан. Уњу фајмдери шум.